Да, се враќаме во студиото, како што најавивме, тука е господинот Синиша Наумовски, генерален директор на Heidelberg Скопје. Господине Наумовски, добро дојавте во студио 10. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Имавте скоро одржавте еден настан, една конференцијска дебата посветена на дуалното образование, голема, со повеќе гости, со повеќе експерти. Значи, ќе разговараме за дуалното образование, за тоа зошто е тоа важно. Зошто е важно за компаниите, зошто е важно за студентите, зошто е важно за државата, за стопанството, што значи тоа? Но прво за самиот настан, да ни кажете како помина, што беа целите и дали се оствариха? Јас работам во образование информално и неформално некаде активно од 2012 година. Сме направиле повеќе од 200 настани, и по 500 и по 1000 луѓе, но овој последниот настан, иако беше малечок, отворен, за мене има најголемо тежне е најголемо значење. Зошто? Бидејќи успеавме на една маса да ги ставиме сите пресатели или членови на бордови на стопанските комори кај нас. Гора на сето тоа имавме и најголема поддршка и од секогаш сме имале од германската стопанска комора АХК и американски две комори од Соединетите американски држави. Значи еден микс на комори кои што сите заедно ќе зборуваме за една цел која што на македонската држава е многу потребна. Тоа е високо дуално образование. Да не заборавиме, Стопанската германска комора, па и најголемата Стопанската комора на Македонија, најголемата комора кај нас, активно е чинител во промоција на дуалното средно образование. Она што ние го правиме, последниве декада и можеби и повеќе, е како да промовираме или да дојдеме до контакт со родители, со компании, а највеќе до млади, во контекст на развој на високото дуално образование. Тоа е она што можеби германската економија, па би рекол и швајцарската, австриската, дел од Луксембург, тие се државите каде што овој вид на образование има најголем ран развој, би рекол некаде околу 70-тите години, зашто ќе позборуваме понатаму сигурно во дебатава. Добро, што би значило во пракса тоа? Дали кај нас воопшто постои и што би значило во пракса, да кај нас постои развој на средно дуално образование. И тука имаме последниве 7 до 10 години навистина голем исчекор. Тоа значи ние како родители, јас и вие сме родители, пред да започнеме со дебатава зборувавме, како повеќе да веруваме во промовирањето на средните стручни училишта наспрема општите училишта, бидејќи и тие имаат додадена вредност. Ке се сетите во претходниот систем, во бившата Југославија, некако имаа тие тежина. Внимајте, ние не измислуваме нешто ново, ова кое што сега го говориме дуално, во претходниот систем било само поинаку дефинирано. И од тогаш се тие средни стручни училишта, кога се формирала железара, кога се формирале сите огромни компании во времето на машинско, електро, машинско, електросметководство, флизери, значи буквално оспособување на занаетите. Сега денес што направивме ние? Направивме 3 декади, а последниве 2 приватизација во образовниот систем, направивме дисперзирање на студии и направивме подлога која тешко се враќа во нормала. И направивме од деца кои може да бидат супер специјалисти во одредена област, занаетчи, предприемачи, магистри, доктори на науки и само теорија. Тоа е она што ние го говориме. Ние не мора и не треба да промовираме струки и професии само за диплома. Она е битка која ние ја биеме. И затоа велиме, ако средното училиште стручно има поголем ефект сега отколку пред 10 години, тоа е добра подлога да и ние почнеме да се бориме, иако и ние се бориме 10 години, како да го продолжиме тој континуитет, за да може дечињава и да стекнат диплома, значи и да имаат високо образование, но да имаат високо образование во одредена насочена професија. Тоа значи дали ќе бидат IT, дали ќе бидат финансисти, банкари, сметководители, дигитални маркетари, одредена професија која навистина може самото дете уште од матурант, уште од 18 години да заработува. И тука некако ја најдовме таа кауза и Германија го препозна тоа во нас. Се сеќавам 2017 тргнавме во една
битка со сегашниве доминантни шејхолдери, германски стопанственици, да имплементираме нешто што во Германија околу 72-73 година веќе успешно функционира. Што прават германциве? Германија вели вака, имам модел каде што секое едно дете кое што ќе влезе на работа во компанија, самата компанија го носи на дуалниот универзитет кој е основан од самата компанија. Со тоа што најголем дел од времето 3 денови работи или 2 до 3 денови работи, а останатиот дел од времето студира. И сега вие имате една работна недела од 5 дена, некогаш влегуваме и во 6, кај нас сега тоа не е толку динамично, каде што секое едно дете, и она е една од основните цели наши како Heidelberg е да најдеме таков тип на карактерни деца. Не мора да бидат сите петки во средно училиште. Ке говориме без дипломатија, затоа што некогаш и силна тројка е многу појака од поклонета петка. И тука имаме проблем. А и знаеме кај нас оценките и колку се релевантни. Така. Бараме деца кои што можат да бидат работохолични или кои што сакаат да ја стекнат таа дисциплина на работа. Тоа е онаа битка која, верувајте ми, еве и лично, ако сакате емотивно, една декада лично се посветив со мојата младост, би рекол, во овој концепт. Затоа што мислам дека тоа е решение на македонската држава. Ако го вратиме образовниот процес, нам не ни треба дебати дали и како и колку увоз на работна сила од надвор. Нас ни треба дебати како и колку децава кои се 17-18 години да ги пласираме во систем. Сме добивале критики, највеќе од лошо образование. Највеќе тука имаме проблем. Тие кои се лошо поставени во образовните институции највеќе не критикувале. Второ, не критикувале родители кои сметале дека дечињата треба да изгубат 4 или 5 години на факултет, класичен теориски факултет, и после 24-25 години дека треба почнат да работат. Ке изгубат, верувајте ми, уште 2 години на доквалификација и до едукација, и некаде ние, еве го мојот пат. Но да работат во државна администрација. И да работат во државна. Да, тоа би било најдобро. Да. И тука е нашиот клучен проблем. Имаме ние капацитети, само немаме критична маса на системот, без разлика кој ќе го води системот. За да ова го трансферираме. Зошто мислите дека германскиве фабрики, еве да не именувам, немаат ли потреба од работници? Имаат. Една компанија која е во Охрид сака нова филијала, нема работници. Друга која е во Битола, веќе има нова филијала. Трет маркет кој се, значи има огромен потенцијал за работна сила, нема простор. Зошто? Затоа што ние ги негуваме и ги одложуваме годините, а времето на децава е најскапиот ресурс. Камо јас на 43 години денес да се вратам на 30? Сакате и вие, претпоставувам. Се би дале. Не можеме. Значи времето кое поминува е најскапиот ресурс. А во пракса младите масовно да работат во Хрватска, во Малта. Така е. Не можете вие тој процес да го спречите, но може да најдете мотивација да го намалите тој терек. Ајде што одат во Малта, но многу позагрижувачки држави од регионот имаат стратегија за ловење на добри кандидати. Земете го примерот на Словенија. Да. Во Словенија веќе 10%. Словенија ви нуди да студирате исто како да сте словенец, така за македонски студенти. И веднаш ве интегрира во системот. Тоа е она моја, можеби, некогаш се чувствував осамен или маргинален во општествена битка за македонскава образовна фела, но денес можеби не е така, затоа мојата среќа е огромна кога гледам комориве веќе застануваат за овој концепт, затоа што сваќаме дека на вистина овој образование е потребно. Што викаме ние? Ајде да мотивираме децава да стануваат финансисти, банкари, буккипери, дигитални маркетари, IT специјалисти уште од 18-19 години. Тогаш вие можете како наставник, како педагог, да извадите прави морални вредности кон нив. Сега каде може компаниите да се најдат во тоа? Мора повеќе да инвестираат во човеков капитал. Компанијата мора да свати, а веќе сега мислам дека добро свативме сите како стопански сектор после COVID, дека не се зградите, колите, автомобилите или што и да е материјално ресурсна вредност. Вредноста е образованието. Тоа е вредноста. Инвестирањето во човековиот капитал. Тоа значи вие создавате млади кадри уште од постматура, инвестирате во тие млади кадри, ќе имате одлив. Да, германците тоа го решаваат со тоа што имаат принцип на ротирање.
Значи, додека траат студиите по 2 или 3 месеци, ротира секој едно дете од една во друга во трета компанија, ние тоа го викаме кај нас концепт на бизнис совет. Значи, сите CEO во бизнис совет ги предаваат од една во друга во трета компанија. Дали денес јас ќе бидам во одредена фабрика, утре ќе бидам во маркетинг агенција, задутре ќе бидам во сметководствена компанија, па или во контролинг. Ротирам во тие 3 до 4 години студирање за да го најдам моето место. Но ротирајќи стекнувам вештини, стекнувам знаење од веќе практични избрани во звање предавачи или професори. Дали ние го загрозуваме другиот дел на образование? Зборувам за високо образование. Тоа значи дали го загрозуваме теорискиот research university што ги викаме ние. Овие кај нас сите 24 се такви. Не го загрозува. Тука веројатно може да дојдете до еден зид од другата страна која нема да сака да им се наруши конформитетот, И позицијата, доаѓаме, знаете ли колку време се акредитиравме? 7 години. Тоа јас викам сега не е време за пишување на книги, бидејќи се уште имаме енергија да твориме во бизнис. Кога ќе станеме пензија, јас морам да напишам 3 книги моите, нашите патишта. Но убавината е со тоа што германската филозофија кога ќе го стави концептот, таа не се повлекува. Кога ќе го стави концептот цел да направиме високо дуално образование. Тука бевме непобедливи. Тука бевме, како да кажам, цврсти во намерите да успееме. Дали имаме концепт на големи паралелки? Не. Нашите паралелки се од 30 до 60 студенти и тука завршуваме. Но нашето влијание што ќе го извршиме врз државните универзитети кои имаат низок квалитет, кон бирократските политизирани државни универзитети, кон приватните универзитети кои се отворени класично за бизнис, ќе биде големо. И тоа е веќе големо. И затоа ќе го слушате сега вие крикот понатаму, кога ќе воведуваат нови реформи во образовните системи, ќе имате крик. Секој подобар процес во високо образование е добробит на една држава. Номовски, како што знаеме, во Германија постои едно насочување уште од основно училиште. Таму, не знам како беше, 4-то или 5-то одделение. Од 4-то, 5-то одделение веќе се насочуваат децата, од прилика се насочуваат на тие што ќе студираат, дали воопшто ќе студираат и што ќе студираат, на оние кои воопшто нема да одат на факултет, туку ќе одат во стручни училишта, средни. Значи, тој процес на насочување и селекција се прави многу рано. Така е. Кај нас и е така и не е така. И не е така затоа што концептите се помешани. Ние, ќе зборам во вашава емисија малку без дипломатски речник, ние си патиме од неколку карактеристики како подрече, како матрица, како мантра на македонсково ментално елаборирање, од егоизам и од хедонизам. Тие две работи мислам дека се главни причинители зашто немаме ран развој на оваа земја. Ние сите сакаме да се насладиме, брзо успех, личните индивидуални задоволства без колективитетот и алтруистичкиот концепт. Ова што ние го правиме, господин Сејат, е алтруистичен концепт. За ова треба многу пари, многу поддржувачи, многу надвор од него и по неколку пати одење по компании со истата филозофија. Години, јас ви кажам години, убедување, зборување, убедување, зборување. Јас сум бил некаде по 10 пати на иста компанија во рок од 5 години за да го објасниме овој концепт. Зошто сега се враќам на вашето прашање? Зошто кај нас е таква состојбата? Ние сме склони кон навреди. Јас сум поважен од тебе. Ова училиште е најголем бренд во центар на Скопје, во Карпош или во аеродром. Ова средново е подценето. Згора на сето тоа, на педагошкиве факултети одат луѓе кои така не се одлучни каде да одат. Во Германија, педагошкиот факултет, па тоа е столбот. Тоа е столбот. Згора на сето тоа платата на наставниците. Тоа е друг проблем. Вие имате наставник кој дава љубов, бизнис љубов, етика, морал, зборам за позитивна енергија, да не ме сватите погрешно, кон своите ученици. Значи, наставно-образовниве работници сме даватели на визија, насока, мотивација. Заврши времето кога ние гледавме, или некој од повозрастниве има калкулации со позицијата и изразува фрустрации. Сега, дали во примарно, секундарно, наставникот треба да биде. Се тука огледало. Значи, как морал, вредности, нема брзи пари, нема лесен успех, нема лесен живот, не завршува животот со дипломирањето, тогаш почнуваат искушенијата. Животот е борба во која што вие со искушенијата во таа борба треба да преживеете и на крај да станете и духовно и етички побогати.
Тоа е наставникот. Јас предавам финансии, но предавам и предавам и животен пат, затоа што на крајот на процесот ние на студентите им го предаваме, продаваме или внесуваме изминатиот труд од 15-20 години во времето кој им стои. Тоа е благородна позиција. Зошто ние, се враќам назад малку надвор излегов, зошто немаме опредоба? Затоа што многу ги потценуваме прво стручни во училиште. Стручните училишта треба да бидат двигател, а не да бидат маргинални. Иако кажавте самиот таму има напредок во последните. Има напредок благодарејќи на стопанските комори. Тука ги истакнувам и АХК, Германската стопанска комора која вложи една декада во тој контекст, тука без сомнение, и Стопанската комора на Македонија. Таа задолжително, гледајте ги нивните водечки личности, преседатели во континуитет промовираат ова што сега го зборувам. Го промовираме и ние, но знаете како? На се треба да му дојде време. Концептот во високо образование, дуалитетот кога влегува, тоа многу може да направи дисбаланси во оние, ви кажав неколку пати, лошо поставени системи на високо образовани установи, особено во колку и да се замеруваме во приватниот сектор. Таму самите сте сведоци која е брзината на дипломите. Да. Така доаѓаме до квалитетот на образованието. Еве и да го поставиме дуалното образование и во високото образование. Како да го постигнеме квалитетот? Квалитетот ќе го постигнеме еве вака каде што ние го правиме тоа. Секој петок супервизија од Германија, бордот од Германија. Ние како малечка земја не можеме да не се држиме до силен стратешки сојузник. А во случајот Германија е наш најголем економски партнер и така ќе остане. И Соединетите американски држави или било кој центар на сила на моќ, еве сега треба да се цели кон Европа и кон европската моќ, нели? Со овие нови геополитички прекрујувања, така ќе го постигнеме квалитетот. Ние ако сме можеле сами, тоа ќе сме го направиле. Значи мора да се држиме до некои успешни системи, да ги црпиме искуствата од нив. Сега тука каде го гледам државниот апарат во поддршка на дуално образование? Тоа е многу важно прашање. Ние имавме неколку средби и со представниците и од финансии, и од образование овие години наназад. Без разлика во кои влади и во кое време. Со сите сме имали жар и ентузијазам ова да успее. Знаете како во Германија оди тоа? Вака функционира германскиот модел. Ако сум јас компанија, еве нема да именувам некоја X компанија, и земам дуални студенти да работат кај мене. Затоа што тоа е правилото за да вие студирате на дуален универзитет. Ако немате работодавач, дуален партнер каде склучил договор со вас, вие немате право да имате статус на студент на дуалниот универзитет, еве нашиот од Франкфурт и од Хајдеберг. Кога вие ќе влезете во одредена компанија, компанијата ви дава одреден надоместок, тоа го викаат плата. Платен, кај нас ја влегувате у бирократија, платена пракса, неплатена, ваква била или не знам. Како и да го наречеме, германскиот надоместок го нарекуваат плата за дуален студент. Внимавајте. Кога вие како компанија, еве некој Deutsche Telekom ќе го земам, баш и тој е партнер на Франкфурт, еве еден од партнерите. 100 студенти ќе им исплати плата, во даночниот биланс на крајот на деловната година даночната основа се минусира за исплатените нето плати кон дуалните студенти. Компанијата среќна и мотивирана. Децава среќни имаат уште од 18-19 години плата. Работат во бренд компанија. Државата среќна. Ете го моделот. Ние ова сме го збореле. Моделот е едноставен. За секоја исплата на дуален студент ќе се направат 2-3 измени во законски решенија и тоа време ќе дојде. Ние ќе го зборуваме. Дали сега, утре, задутре. Од ова нема назад. Знаете што е тука по мене, ми се чини проблемот, не знам дали се согласувате. Бидејќи нашиот систем на образование е централизиран. Имаме еден централизиран систем од Министерството за образование, бирото, разните тела, акредитации, совети и така натаму кои го организираат образовниот процес. Но тука имаме една кохезија која треба да се случи помеѓу компаниите, приватниот сектор и образовниот сектор. Дали сме ние за тоа подготвени? Можеби на нашите образовни институции и државни институции, тоа име некако страно, чудно име, некако Име е страно, чудно, затоа јас сум докторирал пред 12 години на УКИМ, на првиот рангиран универзитет. И не влегов да се борам таму, него најдов наш пат. УКИМ, сега ви го одговарам. Само што да додадам уште на тезата, уште една работа. Они може да кажат дека сега на нас приватните компании ни го организираат образовниот сектор. Ме разбирате, да. А што е основата на еден систем? Кој го движи системот?
Вака сега, ние мора да разграничиме нешто. Кај нас тоа не е разграничено. Едно е да вие имате универзитети со теориско образование кои што ќе креираат научници, истражувачки проекти, а друго е да имате вие работни профили кои компанииве ќе ги земаат. Во европските системи, еве ја збориме Германија, ние за кои што работиме, јасно се предвидени тие презентацијски модели, ние ги говориме со сати, со години, со месеци. Еден пат е за да вие магистрирате, дипломирате, еве и да докторирате во стручен пат, значи на работно место, а другиот пат е да вие како што сум бил јас. Научно сум докторирал, мојата плата била некоја минимална од 10.700 денари и одите по таму приватните, од државните, мора да имате бекграунд, затоа ви реков без ракави ке зборувам. И да чекате некој да замине во пензија за да дојдете до некоја плата. Мислам, тоа е класична мизерна состојба на некој научен работник. Се вие што правите? Или ке чекате, или ако имате енергија и ентузијазам, ајде да го бараме новиот пат. Кој е новиот пат? Значи, ние креираме профили на високо престижни образовни институции, практични, стручни. А интензитетот на научници треба да биде на отворени места на универзитетите за научниците. Ние што направивме? Еве ви прост пример. Обичен угостителски работник кој е мастер за коктели, ке зборам со јазик на народот да ме разбере, да не бидеме многу абстрактни. Кој е виртуоз, денес го правите вие магистар на правни науки. И он облекува вратоврска вака како мене и вика сега или одам во партијата, или одам на аеродромот во Минхен да работам во Макдоналдс. Тоа е еднината. И ние тоа го правиме и си, а она што јас и моите колеги 10 години од животите ги вложивме, е тоа да го разрушиме. И ние сме малку видливи. Мене ми е кејф и ми е да вистина задоволство што ме каните на оваа горчлива. Ова е контраверзна дискусија што ја говорам сега. Не, аз веќе после 10 години и немам намера да бидам толку дипломатичен, затоа што на крајот на денот реков, со 30 студенти ние не може 20.000 средношколци да промениме цел систем, но ние ќе измотивираме ако некој државен универзитет нема исполнетост на капацитети. Ајде да го трансформираме. Ајде да направиме јавно-приватно партнерство. Ако некои други универзитети 30 години беа етнички, вакви или такви, зошто да бидат етнички во образование? Што е врска? Дали сте вие маж, жена, дали сте македонец, албанец, бошњак? Што е битно во тој дел? Можеме да говориме на кој јазик сакате, на крај дали создаваме вредности. Јас не познавам во Германија ваква диверзификација во образовните модели. И затоа ние не може да одиме напред. Не може да одиме напред затоа што образованието цело време го ставаме на маса за... Тоа е мојата девиза. Мора да креираме научни профили и да знаеме на универзитети се запишуваат млади личности кои сакаат наука. На стручни универзитети се запишуваат млади личности кои сакаат предприемачки дух, кои сакаат да создаваат пари. Значи, најголемите бизнис школи се дел од универзитети. Зборот бизнис школа, дали ќе биде Бокони, Харвард, дали ќе биде, не знам, да не именувам сега, било кој европски бизнес, ЕЦБ, Франкфурт бизнес школ, кој што ни е партнер, тоа се школи, самото име кажува, бизнис школи. Ние креираме мајндсет на бизнисмени, мотивираме, додека научниците си одат на државните универзитети. Кај нас се испомешани работите. Баш како отвориме дебата сега во кредитис, сега вие имате навреда, овие биле акредитирани во една форма или во друга или слично. Не е битна формата, патот. Се додека ние стоиме на страна и разговараме кој професор, доктор, какви квалификации или како полесно или потешко стекнал докторат, ништо од ова образование нема да биде. На докторските студии може да се запишуваат само научни профили. Не може да се запишуваат луѓе кои што чекањето да најдат работа или после политичкото пензионирање сите станавме професори. Како? Кој е тој модел? Јас не велам да не станеме. Но дали вие имате квалификации и капацитети да се занимавате, пошто професорската улога, почитувам сега, не е само вие да презентирате PowerPoint презентации. Денес таа има огромна одговорност. Вие имате одговорност за мотивација, за насочување, реков, на самите студенти, на самите... Вие треба во нивните очи да создадете идол. Да, извинете.
за жал, кога ќе видиме кој се стана професор, мислам дека сме на многу тажно ниво. Па затоа ова ниво е правилно. Да. И ние видовме кој се стана и викаме, ако се бориме ние да добиеме позиција на државни универзитети, па јас требаше да се иселам многу. Ви кажам лични примери, бидејќи лично сега. Ја имаме новата стратегија или новиот закон за високо образование. Има ли во неа нешто се во однос на дуалното образование? Јас во поголем дел го поддржувам. Да. Имав и дебата со сите, таму бевме поканети прв пат во мојот кариерен пат со сите тие приватните универзитети, таму беше едно 7-8 сати хаотично. Јас во поголем дел тоа е добра основа за ова што ние го осонуваме. Зборам за нашиот пат. Да, во законот има и други се разбира, да. И други драстични реформи. Сега ќе зборам за мојот пат. Ја ве прашувам за вашиот, да, за вашиот. Одличен е. Го јакне концептот на дуално стручно образование. Ги јакне високите стручни школи, бидејќи ние сме единица на универзитетот Германија и правно овде така сме регистрирани. Сега не може да се регистрираме како е во Германија. Нели? Ќе го регистрираме субјектот како е тука. Добар е законот, има основа за понатамошен прогрес во она што е во германскиот образовен систем, за кој што еве ние имаме визија. Во контекст на државните автономијата на државните изборот во звање има многу полемики, тоа може да се отвори како дебата. Тоа е друга дебата. Тоа е веќе научниот пат. Јас се прашам за вашиот дел, значи сепак има исчекор. Има еден одличен, благ, но добар исчекор. Поголемиот исчекор за кој што зборувавме и со германските представници на една маратонска средба со тогашните беа мандатари, господите сега се во влада, може да биде во контекст на она што го говорам во финансискиот свет. Ние мора да најдеме начин преку стопанскиве комори, внимателно слушајте ме, како да го намалиме теретот на компаниите за тоа што они ќе внесат дуални студенти. И тука е вин-вин. Трилатерален вин. Компанијата добива, студентите добиваат, државата е среќна за тоа што децата работат. Нема ризици за држава која што младината работи од 18 години. Знаете што се ризици за држава? Кога немате кошаркарски игралишта, кога нема спорт, кога сите одиме по пораци. Тоа се ризиците за една држава. Па и телефоните се пораци. Вие кога ќе го ставите во систем, е благодет. И са ние тоа го нудиме како концепт. Да, баш заради тоа што ми тука нема навистина нема забелешка што би се кажало од ничија страна. За крај, што е идно за Хайделберг, што правите во моментот, што ве очекува во моментот акредитираме програма која што е настрана од оние специјализации што ги имаме за наети, сметководители, контролери, бизнис административци, која викам бизнис, тоа не се јавни службеници, не промовираме државни работни места, не сакаме да го. Ние сме ориентирани на креирање на бизнис капацитети на самите личности. Отварање на компании, хабови, имавме еден хаб кој заврши сега, финалето го очекуваме септември. Нема поголемо задоволство вие да посетите преку 200 средношколци и доделувавме парични фондови од околу 300 евра по училиште, по сите скоро најголеми училишта, за најдобра бизнес идеја. Направивме 40 или 45 бизнес идеи, тоа се нивна собственост и сега ги конектираме со одредени стопански комори од Европа и од Северните американски држави, бидејќи таму е поголем дел развиен тој предприемачки бизнис ангелски дух, да видиме барем една компанија ако успееме да направиме од тие млади средношколци, сме успеале. Тоа ќе не биде приоритет. Приоритет ќе не биде да развиеме една дигитална маркетинг професија, бидејќи огромен дел на агенциите, маркетинг агенции работат и предаваат кај нас. И некаде уште 2 години планираме мастер во специјализација, стручен мастер. Зборам стручен мастер, специјализација во делот на финансии, буккипинг, сметководство, контролинг и дигитален маркетинг. И некаде ќе го заокружиме тој процес. Со тоа што мислам дека со успехот на Хайделберг, голем дел на реформи ќе се забрзаат во она што го зборуваме ние една декада. Важно е да не напушти оптимизмот. Ја знаете како викам, нема вечен успех. Не постојат луѓе вечно што успеваат. Јас такви не познавам. Во овие патишта од 10 години ние поминавме многу падови, искушенија, вложени, изгубени илјадници, средства, евра. Германските партнери поминаа многу чудни ситуации од овие наши бирократски системи. Никогаш не се откажавме, но научивме дека секој привремен пораз
е состојба кај човекот и треба да станете од тој привремен пораз со истиот ентузијазам како и претходно. Тоа е основната формула што ја пренесуваме и на младите и што ние сме ја поминале. Бидејќи не постои лесен пат ако нешто сакате да промените. Ако јас се прашам дали ова ќе го почнев да го знаев претходно, никогаш. Да знае во што влегуваме, мислам дека многу покомотно ќе беше да се работи со банкарски тренинг и со банкареви отколку оваа патека која отворивме. Но ја отворивме за да оставиме нешто и за да кажеме еве што сме направиле ние како генерација, за да не бидеме само негативни критичари и за да не размислуваме за вадење на нови пасоши и за нови иселенички визи. Јас се уште сум оптимист, годинава ќе биде тешка и ќе биде тежок периодот, но на крајот нема подобро место за живење од дома. Како велат, само дома е место каде што ве боли, каде што има емоција. Ете тоа е вака порака за крај. Супер порака за крај. Оптимизам и порака која навистина зраче со позитивна енергија. Наумовски, ви благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата. Ова беше крај на втори дел. Почитувани, останете со нас. Одиме со уште една куса пауза за реклами и се враќаме со Марко Бекрик, водиш на велосипедски тури.